почитувани медиуми, почитувана јавност. Во текот на вчерашниот ден беа објавени нови сознанија за случајот со онкологија, од кој може да се заклучи дека станува збор за основани сомневања за метастазирано диво месо во здравствениот систем и владење на канцер мафија. Тоа се нови информации и сознанија од кои се јасни три работи. Првата, Фондот за здравство нарачал и изготвил извештај од кој јасно се гледа дека скандалозното работење на онкологија, основаните сомнежи за заработка на грбот на болните пациенти и несоодветен третман на заболените од рак се случува и денес, и тоа не престанало. Втората работа е дека и покрај доволните складирани количини на лекови, омилените веледрогерии на власта и денес набавувале огромни количини на лекови за суми кои се изразени во милиони евра. Трето, се сознанијата дека лековите за болните од рак на клиниката за радиологија и онкологија биле давани на рака на пациентите во торбиче спротивно на медицинските протоколи. Затоа клиниката фактурирала како таа да ги аплицирала лековите, а чија судбина и начин на употреба понатаму не е позната. Почитувана јавност, ова е грозоморен скандал, каде се прави заработка од тешка болест на многу луѓе. Ова значи дека дивото месо е длабоко вкоренето во здравствениот систем. Овде се работи за мафијашки систем на злоупотреба на скапа терапија на клиниката за онкологија, кој траел вклучително и во 2023 година, што предизвикало екстремен трошок за здравство, штета на буџетот и најстрашно од се. Сето ова е правено на сметка на пациентите кои или не добивале терапија, или ненавремено ја добивале. Јавноста заслужува одговори. Денес е последниот ден за сослушување на сведоци и експерти на анкетната комисија за истражување на случајот за онкологија. До сега се сослушани 49 сведоци и експерти, а 10 лица не се појавија, иако беа уредно поканети и имаа обврска да се појават. Овие нови сознанија за случувањата на онкологија ја наметнува потребата да се испитаат сите нови информации и да се продолжи рокот на работа на комисијата и да се прошири опфатот на периодот на кој таа се однесува, вклучително и тековниот период од април 2023 година на кој се однесува извештајот на ФЗ. Вистината за канцер мафијата мора да се знае. Одговорност за дивото месо во здравството ќе има со име и презиме. Ви благодарам. Повелете да го имате прашање. Значи денеска е последниот ден за распит на сведоци и експерти. После денешниот ден има 30 дена за разгледување на документација, после што треба анкетната комисија да излезе со заклучоци. Легален, односно формален правен основ за проширување на работата на анкетната комисија има. Меѓутоа, тоа е одлука која што ќе треба да ја донесе самиот пленум. Значи, како и во минатото, како и почетокот на работата на оваа анкетна комисија, група на пратеници може да проследат барање за проширување на опфатот на работата. Таа група може да бидат и членовите и замениците членови на самата анкетна комисија. Целта е да се испита целосно скандалот, заклучно денешниот ден. Така, во текот на денешниот ден имаме свикано сведоци. Во текот на денешниот ден ќе биде господинот Оливер Спасовски, господинот Јовевски, Нино Васев и Стево Крстевски, екс-директор на ФЗ присутни како сведоци, а понатамо ќе се постави барањето до пленумот за проширување на надлежностите и работата на анкетната комисија. Јас пред мене немам список на тие сведоци, дел од нив морам да кажам дека беа попречени како Милан Ристевски, екс-директор на онкологија, да присуствуваат поради тоа што работат на случајот преку обвинителството, значи обвинителството не дозволи нивно присуство, меѓутоа дел од сведоците и самите решија да не присуствуваат на анкетната. Јас сум да кажам изненадена од неприсуството денеска на распитот на господинот Миле Суверев, кој што е моментално директор на ФЗО.